Овој систем веќе не сме глуми нормалност. Мислам дека ги прегазија сите можни чекори и рамки. Во последните денови сме под закана и под огромен притисок да престанеме нашата шарена револуција. Нашата шарена револуција не само што нема да престане, нашата шарена револуција ќе продолжи во секаков вид, како и протестите во 6 попладне. Нашите барања се веќе познати. Тие чекаме да се и ќе чекаме, ќе бидеме издржали се додека не се исполнат. Се извинуваме на граѓаните на град Скопје, што денеска ги ставивме во мал хаос, но за во интерес на сите нас, ние излеговме и го блокиравме Скопје. Благодарам. Дали ќе продолжите да блокирате? Дали го поголемува? Нашиот вид на протест од секој ден во ден ќе менја својот вид, така да ќе продолжиме и да блокираме и како и да преземаме се други мерки. Останува и во 6. Бидејќи ова е еден степен на заострување на нашите начини на протест, бидејќи веќе 8 недели, односно после 40 и нешто дена протестирање, нашите барања повторно не се исполнети. Единствено се само делумно исполнето барањето за одложување на изборите што беа закажани за 5 јуни и делумно повлекување на аболициите, односно повлекување на само 22 од 56 аболиции. Ние сакаме сите 56 аболиции да бидат повлечени и повторно да се врати правниот поредок во оваа држава. Секој ден ли ќе се блокираат овие разкази? Сега за сега не, ова ќе биде само денеска и ние им се извинуваме на сите граѓани на кои што им го отежнавме овој ден. Но ова не го правиме за нас, ова го правиме за сите граѓани на Република Македонија, за да се врати демократијата во нашата држава.